Инсистирам владата да воведе вонредна состојба. Ова е четврта тура и веројатно уште една ќе направиме до вечер. Меѓутоа тоа е капацитетот. Ова ѓубре овде од Женевска нема да може цело да го собират. Еве го нашиот втор камион кој што е за собирање на лисја. Го користиме за собирање на смет. Ни прстна црево го однесовме до сервис, го сменивме цревот и повторно продолжуваат овие деца да работат и да носат смет до Дризла. Уште едно камионче од општината, кој што исто така сме го користеле за собирање на лисја. Го наменивме за ова работа. Секој ден од 7 часов наутро до 18 часов навечер овие деца со раце го собираат шчутот околу контейнер. Еве само што нашиот последен камион замина за Дризла. Работиме буквално од 7 наутро до 7 навечер. Значи веќе сме истоштени. Овие дечиња што работат на собирање на овој смет, значи се преморија веќе. Ова трае предолго. Нашите капацитети се тие со 3 камиончиња, ние можеме толку да постигнеме. Инсистирам владата да воведе вонредна состојба за собирање на сметот. Инсистирам да се вклучат и други институции, Центар за управување со кризи, Македонија пат да се вклучи, војската што има возила и така натаму. Ова ги надминува нашите можности, ова ги надминува нашата сила и нашите капацитети и ова не можеме ние да го работиме. Знаете и сами дека ова не е наша работа. Ова е работа на градот Скопје и на јавното комунално предпријатие, комунална хигиена, на која што граѓаните и праќаат уредно секој месец.